Ново телевизиско интервју на Република. Пред 10 дена, на 6 август, Скопско беше опфатено со катастрофална поплава, во која што беа опфатени околу 5000 куќи со поплава и со елементарни непогоди. Најзагрозени подрачја беа Ченто, Сингелиш, Стајковци, Економија, Инџиково, Црешево, Брњевци и Смилковци. Владата за таа цел издвои 1,5 милиони евра за авансно обештетување на граѓаните погодени од катастрофалните поплави. Тимови за утврдување на штетите работат на терен, а потоа, откога ќе се процени вкупната сума, граѓаните ќе го добијат и остатокот од штетата. Ќе бидат обештетени и сите земјоделски површини без разлика на тоа дали се евидентирани во регистарот. Ова го дополни Министерството за земјоделство. Ово имал увод денеска на 16 август. Го давам пред интервјуто со Дени Ѓорчевски, директорот на Бирото за судски вештачења, кој што директно од теренот, каде што заедно со комисиите за увид во оштетените објекти и возила, е присутен тука, дојде во Република за на брзина да не информира каква е состојбата во поплавениот регион. Прво, добре дојдовте во студиото на Република. Благодарам на поканата. Ние сме зафатени цело време, цел ден сме на терен, да заседаваме, комисиите се постојано на терен, така да моравме да одвоиме време да ги информираме граѓаните како течат работите и благодарам на поканата во секој случај. Тоа што постојано се кажува е дека проценката тече. Па еве вие како директор на Бирото за судски вештачења би ве прашал прво кога може да се очекува дека ќе заврши проценката на штетите, со колку тимови на терен располагате за правење на проценките? Значи, прво да разјасниме сепак за граѓаните дека сега се прави увид во оштетените објекти и оштетените возила. Значи, комисиите се постојано на терен за да извршат увид во оштетените објекти. Проценката се уште не ја правиме, таа ќе се прави од кога ќе заврши увидот. Така да начелно, значи, се завршени до сега 3200 куќи, заклучно со вчерашниот ден, и 1200 возила имаме поминато. Денеска продолжуваат тимовите да проценуваат, односно да вршат увид во оштетените објекти и возила. Така да рачунаме дека денеска би требало да се завршат во најголем дел од населените места што беа погодени со поплавата. Имаме уште одредена дополнителна работа со населеното место Сингелич, пошто таму имаше најголем број на објекти оштетени и нормално возила, така да во сите населени места има комисии наши. Во најпогодените имаме највеќе комисии. Во ударните денови, кога има, пошто више се скоро сите објекти, не скоро сите, 90% од објектите се посетени и го имаме намалено малце бројот на комисиите, оти реално немаме толку потреба за комисиите на увид на лице место, така да денеска имаме во Оптек 25 комисии кои се на терен и сметаме дека денеска ќе се заврши најголемиот дел од сите населени места и може уште неколку дена да остане за луѓе кои не биле посетени, да ги посетиме накнадно, освен населеното место Сингелич, кое ќе се работи уште денеска и утре и рачунаме дека би требало во четврток да го имаме завршено и населеното место Сингелич, со увид за оштетените објекти и оштетените возила, Како тече? Која е постапката за вршење на увид во Значи, нашите комисии одат на лице место, улица по улица, во секој објект што е оштетен. Значи, идат на лице место. Има таму луѓе кои се одредени од општина Газибаба, кои се како координатори за сите населени места и доколку некој е пропуштен, се јавува во местната земница или во општината или во населеното место кај што е тој кризниот штаб. И ние после тоа, доколку сме пропуштиле случајно, комисиите се и наредниот ден на терен, така да ако сме пропуштиле некоја улица или неколку куќи во некој дел, не биле дома граѓаните, биле зафатени, биле по помош или не знам што, наредниот ден ги поминуваме тие. Така да и ова што го кажуваме дека ќе завршиме со увид до среда четврток, тоа не значи дека доколку некои граѓани се погодени, дека нема да ги посетиме. Ќе ги посетиме, меѓутоа тогаш ќе имаме мобилни неколку екипи, кои, доколку се пријават, да речеме, 5 до 10 луѓе во одредено населено место, ќе излезат на терен, ќе ги завршат тие 5 до 10 куќи или возила, збориме, нели?
Така да затоа ви кажувам дека не е ова дека ние ќе завршиме денеска или утре, па нема граѓаните да бидат посетени, оние што биле испуштени, биле на работа, не биле дома, биле не знам од која причина не биле во куќата и не ги нашиле на. Нема да остане куќа која што нема да биде помината. Нема да остане куќа која нема да Каква биде е посетена. процедурата за проценка? Значи кога оди, сега прво правиме увид. Луѓето идат на лице место. За увид, да, за увид. Значи сега правиме увид, се слика куќата, се слика објектот, се слика покуќинината што е оштетена, доколку нели дел од покуќинината е однесена од овие луѓе што чистат, треба собственикот да даде изјава, ние затоа дадовме повик дека и доколку се однесе, нели собственикот да ја слика, една-две слики, пошто сите имаме сега мобилни телефони, тоа не е ништо драма, да можеме две слики да направиме од покуќинината и кога ќе дојде комисијата, една изјава, да, имав тоа, еве ги двете слики, не драматизираме толку. Значи, генерално, ако не ги има во моментот, ако се изфрлени, би требало да има една до две слики, нели, да покаже дека уствари таа покуќина е одстранета, односно фрлена од екипите што чистат, нели. А за возилата има случаи дека имаме каде што некое возило било на местото на настанот, се случила штетата, меѓутоа нели го дислоцирале од тоа место и ние им викаме и тогаш на луѓето да го слика, значи во состојбата каква било, за да знаеме дека тоа било поплавено, пошто вака нели ако го тргнете од лице место и ако го очистите, а немате слики дека тоа било поплавено, нема да имаме начин како да дознаеме дека тоа возило стварно било оштетено. Мислам, се нашло во делот каде што беа катастрофалните поплави, нели, од 6.8.2016. Кога сме кај возилата, колку возила се До сега имаме 1200 поминати возила. 1200, сметаме дека имаме сигурно уште 3 дена работа на терен. Исто и кај возилата, дека лицата наши се на терен, идат од улица по улица, секаде гледаат. Доколку нели некој не го најдеме, го дислоцирал, тоа е процедурата што ви ја кажам. Да. Исто се фотографираат и возилата од сите страни, моторот се фотографира на трешноста, се зима нели копија од сообраќајна дозвола да се види регистрирано број на шасија, број на мотор и така натаму. Вие сте на терен со комисиите за увид секојдневно сте таму. Секојдневно. Каков е приемот, каков е односот со граѓаните? Во најголем дел, во 95% Имајќи ги предвид, нели, низ што се поминале, воопшто како. Значи ние им кажуваме на граѓаните дека ние сме тука да им помогнеме, дека не сме тука нели да одмогнеме во ситуацијата, треба да не разберат дека мора да запишеме, мора да видиме што се случило. Генерално приемот на граѓаните во најголем број, во 95% од случаите е добар. Некаде има некоја ситуација, нели во една улица влеговте тука, па сега ќе си одите, зошто не останете да завршите улицата. Може да не разберат луѓето дека од 9.8, значи одма после поплавите, нашите екипи се излезени, секој ден се на терен. Значи секој ден и сабота и недела немаат запрено. Значи буквално така да може да не разберат дека ако си замине некој дека наредниот ден ќе дојде. Значи нема ни еден да не биде поминат. Така да тоа сакам да кажам. Фотографираат, прават записници од увидот, значи за подвижни и недвижни ствари и за возила имаме записник. Фотографираат нели фотодокументација, ги доставуваат записниците од бирото и после следната фаза е нели направење на проценките, односно нели она што се оштетени луѓето да се направи, да се стават суми, да се пресмета вредности и на крајот тие да ги доставиме до Државната комисија за процена на штети од елементарните непогоди, односно од поплавата, која има формирана владата и таа Државна комисија треба да ги предае до владата да донесе одлука за обештетување, мислам да ги прифати нели нашите проценки на штета и после тој чекор оди исплатата, нели, реално кажам. Поплавени беа околу 5000 куќи по првичната проценка, без да навлегуваме во проценти, без да навлегуваме во било што може понатаму да влијае на работата, на увидот и во проценката. Може ли да пренесеме една слика за однос на тоа колку куќи има што се целосно уништени, целосно зафатени? Што е тоа како се проценува тоа што нешто може да се поправи или да не се поправи? Значи, пристапот е таков да во најголем дел куќите постојат. Значи, тие се поплавени, не се однесени. Значи, имаме неколку случаеви каде што куќите се стварно во таква состојба да
треба да се урнат, не може да се живее. Значи постојат и такви куќи. Не се многу, имаме одредени случаеви, да речеме од тие 5000 куќи можеби 1%, нема ни може и 1% од тие. Се уште немаме точна слика колку има такви објекти, и тоа од терен на неколку случаеви ми се јавија дека се случува таква работа од комисиите, они заведуваат, запишуваат све, така да за тие би требало ќе одлучи владата, нели, како ќе ги обештетиме. Генерално треба да се ќе се пристапи, нели, најповолно да биде, колку можеме најповолно да биде, нели, за граѓанинот, да може да живее и понатаму на тоа место каде што живее. Прашам што значи уништане и нешто што не може да се Ете, живее. најголем дел во овие оштетувања од поплави се по кукнината. Значи, поголем дел е по кукнината оштетена, градежните објекти се оштетени, меѓутоа, односно куќите се оштетени, меѓутоа тоа, нели, ќе се пресмета да може да се санира куќата, односно да може луѓето да си продолжат да си живеат по куќата. Не е нарушена статистиката. Не е нарушена статиката. Статиката. Значи, генерално треба тие објекти што ќе ги посочат нашите комисии за увид, дека реално по нив сметаат дека тие можеби не може више да се функционира, треба повикаме од ИЗИС стручни лица кои ќе излезат на терен или некои други статика лица стручни кои ќе кажат дека овие објекти мора да се урнат, и тогаш треба да се пристапи на кој начин за да тие луѓе, нели, им се овозможи да повторно живеат на истото место каде што тоа сега живее. Значи би повикале од ИСИС. Од ИСИС или од или так. друга институција која е стручна Вие- да даде дека тие так. се за буткање. Ние не можеме тоа Так. да го утврдиме. Ангажирате и стручни лица, експерти од други области? Значи, ние имаме, можеме да се заблагодариме од сите единици на локална самоуправа од Република Македонија, ни дојде помош, сите што ги што располагаат со уверение за проценители, ни дојдоа на помош кај нас да можеме побрзо да го завршиме увидот. Сите наши ресурси се ставени во оптек. Исто така може да се заблагодараме и на осигурителните компании. И тие ни да искочија во сусрет, односно ни дадоа неколку експерти што ги имаат во поглед на процена на моторните возила, нели, пошто они се судруваат постојано со ваков тип на работа. Така да направивме голем број на екипи за да побрзо завршиме, и можам да се пофалам дека на волку оштетени објекти ние за една недела до 10 дена 95% од работата ја завршивме со увидот, нели, на лице место. Колку време е потребно од како ќе се направи увид, да се направи една проценка? Гледате, различно е од објект до објект. Зависно колку е оштетен, колку не е оштетен. Значи, ние ќе направиме повеќе тимови кои ќе работат интензивно, за да можеме најбрзо што може да ги завршиме процените. Можам да дадам некој рок од, рецимо, од кога ќе завршиме со увидот 20 до 30 дена. Ќе се трудиме да тоа го завршиме. Сепак рачунете дека тоа се околу 11 до 12 илјади проценки, што реално стварно не е мала бројка која би можеле, нели, брзо да ја завршиме. Меѓутоа ќе направиме напори најбрзо што може да се завршуваат процените, и можеби ќе се оди и етапна исплата, нели, групи по групи. Ќе видиме тоа како ќе се одлучи на влада. Генерално ние ќе ги ставиме сите наши ресурси да најбрзо што можеме да завршиме работата. Има ли поплахи на терен? Имаше на почетокот кога тргна акцијата за расчистување, постоја и апели од тука, нели, ги вадам тие заклучоци, дека постоја граѓани кои што не ги вадеа мебелот оштетен или било по куќнината што била зафатена во поплавите, не ја отстрануваа на страна, иако можеше да биде извор на понатамошни компликации и зарази, за да дојде увидната комисија за проценка на Гледате, се уште се содруваме со тоа. Значи, луѓето повторно мислат дека не може. Ние неколку пати дадовме сугестија. Значи, оние што имаат оштетени нели, ствари, подвижен имот, што го извадиле више и што планираат да го фрлат, треба да го документираат, односно да го сликат, 2 слики да направат од имотот што им е оштетен, комисијата кога ќе дојде да и се дадат тие слики, да и се пратат на мејл, може било како, они ќе попишат повторно, ќе даде изјава самиот сопственик на имотот дека тие се стварите што му се уништени, има 2 слики, ќе завршиме работа. Меѓутоа, кај нас луѓето повторно мислат дека треба да остане, ама мислат дека генерално тоа го надминаме, пошто најголемиот дел, скоро сите најголеми оштетени куќи ги помина. Така да реално нема зошто да не го фрлаат више. Нели, дури и да има такви случаи какви што збориме, мислам дека тоа е надминато како прашање уште после првите 3-4 дена. Ние дадовме неколку пати изјави, јас дадов изјава и другите членови на нашата комисија за процена државна, исто така и нели релевантните структури, односно министрите, вице-премиерите исто дадоа изјава, оваа што ја кажат и сега. Апел за апел дека не е никаков. Како вие лично го доживеавте тоа
присуството таму? Како да ви кажам, тоа е Прв травма. пат кога отидовте на Травма е, нели, кал има премногу, кал до колена, во најпогодените подрачја стварно доста страшно, значи влегла многу количина на вода, влегол кал, многу се чисти тоа, се отстранува, луѓето се гледа дека се погодени, мада можам да кажам дека оној дел на начинот на пристап беше многу добар, што многу брзо се излезе на терен да се расчистуваат тие состојби. Сметам дека ние за волку брзо време да ги пробиеме најголем дел од улиците, да се острани најголем дел од таа кал таму и тие ствари. Мислам дека е успех што е направено и ние реално оваа институција организираше една огромна, како да кажам, процена, односно увид на лице место. Направивме сите напори за граѓаните да осетат дека нели се грижи некој за нив и дека даваме се од себе да помогнеме во цела ситуација. А иначе реално травматично е, нели, кога ќе го видите тоа на лице место е стварно травматично. Некој што создавал долго време нешто, па му е све попламено, па треба да, нели, животот му бил до сега на еден начин, после тој ден му станува све хаос, така да стварно е травматично, како да кажам, да. Ние имавме исто ситуација, нели, со Тетово поплавите лани, што беа и тие, беа во наша организација, изработката на процените. И исто, знаете како, овде е многу помасовно, таму имаше поштетени граѓани, меѓутоа овде е многу помасовно, далеку помасовно. Ги спомнавте поплавите лани во Тетово. Ги разговараме за поплавите што се случија во Скопско. Навиката за осигурување полека се враќа во Македонија. Колку е важно да се разбере, без да преюдицираме околу обештетувањето во овакви неприлики и вакви катастрофи, колку е важно да се разбере таа потреба од осигурување и со посебна нагласка дека основните пакети што се нудат не покриваат вакви катастрофи? Да, треба тука по мене да се разговара со осигурителните компании, ние си имаме агенција супервизија на осигурувањето. Прашувам како човек експерт кој што нели ги поминал. Да, се содруваме секојдневно со тие работи. Гледате на запад или во развиените држави осигурувањето на својот имот е на прв степен. Значи нема некој што не е осигурен. Во разговор со многу луѓе, значи во западниот свет дури они осигурување на живот имаат по неколку полиси, а не само нели на својот имот. Така да, добро, кај нас таа култура на осигурување уште не е на тоа завидно ниво. Мислам дека е добро во организација на Агенцијата за супервизија на осигурување да се организираат кампањи, да се објасни на луѓето, да се подготват производи, особено во оние кризни подрачја каде што ние може да ги детектираме, односно да ги детектираат. Гледе, поплава може сега да се случи, меѓутоа валјда има некои кризни подрачја каде што е почесто би можело тоа да се случи, па тие луѓе да им се понуди продукт кој би ја покрил таа елементарна непогода, па нели тука да се осигураат со некоја култура, пошто знаеме дека осигурување на еден стан е рецимо 2000 денари за она средно ниво на осигурување. Меѓутоа тука треба да се праша, односно нели и самите осигурителни агенти треба да објаснат дека што покрива тој пакет. Дали покрива поплава, дали покрива пожар, дали покрива земјотрес. Да се димензионира некој продукт кој ќе ги покрие сите овие ризици, за да понатаму граѓанинот знае јас се осигурав, сега сум безбеден, нели? Сепак колку толку е помирен. Да, по-безбеден е, да. И треба мислам дека тука да се работи на тоа, односно да се информираат луѓето, да се нели да се каже што се бенефитите, пошто реално не е голем издаток. Да е голем издаток, да е нели рецимо 15.000 или една просечна плата наша, тоа ќе речеме дека е многу. Меѓутоа ако се работи за 2 до 3.000 не е многу, цела година е тоа. Да се разбереме, исто како што го осигурувате вашето возило од автоодговорност, добро би било и станот да го осигурате. Тоа е доброволно, ова е задолжително. Ама и за каското исто можам да кажам за возилата. Секој што има понови возила би требало да е каско осигуран, за да било што да му се случи да има нели некакво свое осигурување. Треба тука да се работи, пошто кај нас културата е малце повише време треба да се објасни на луѓето, може во градските средини луѓето повеќе се осигуруваат отколку во руралните средини. Мислиме дека таму би требало повеќе да се работи, пошто гледаме дека нас повеќе не се случуваат незгодите во руралните средини, не во градските, така да би требало можеби таму поинтензивно да се работи на овие продукти, за да имаме поголем број на осигурени семејства и да луѓето не бидат вака загрижени што од утре, пошто нели све ни од нас се поплавате што од утре. Да. Се соочувате и со екстремни барања? Може да пренесеме нешто?
Не, гледате, луѓето сега нормално. Стресот си го прави своето. Стресот си го прави своето, нели, они доаѓаат, кажуваат све што можат да кажат, се содруваме да се кажува све што, например, ако имал некој дома еден пакет зејтини, тој се пријавува, како да кажам. Сега, нели, тука не можеме да кажеме што ќе се, каков ќе биде ставот на владата, ние попишуваме све што можеме да видиме на лице место, особено подвижен имот се смета за она што му треба за живење. Значи, да разделиме од она што е дневни потреби за јадење. Значи, тоа можеме да го тргнеме на страна. Ние збориме овде за подвижниот имот, значи оној што, нели, со кој го обавува секојдневното живење, гарнитури, нели, трпезарески маси, фрижидери, шпорети, кревети за спиење. Не гледаме, нели, она односно намирниците за исхрана, тие не ги гледаме, тие нели се таргет. Таргет ни е ова што ви го кажам. Подвижниот имот и недвижниот имот, односно условите за да може понатаму да продолжи да живее на имотот на кој си има свое живеалиште. Така, господин Ѓурчевски, јас тука би застанал, би го оставил повторно, сметам дека треба да се вратите на терен, кога ќе заврши комплетно увидот, нели нарете проценката, ќе се видиме повторно тогаш да направиме еден нов разговор за тоа колку биле, како биле, што се опасностите, па и за совети за натаму дали повторно ќе се има некоја соработка со осигурителните компании за да може да се направи еден поттик, еве како што е сега ова поттикот за да речеме субвенционирање за осигурување на земјоделските површини и добитокот. Ова беше интервјуто, разговорот со Дени Ѓурчевски, директор на Бирото за судски вештачења, за состојбата во поплавените региони во Скопско. Завршува увидот во оштетените објекти и возилата. Се очекува одлуката за обештетување. Тоа беше се во овој дел за сега што е сторено на терен во овие 10 дена по поплавите. Останете со другите содржини на Република.